со локалната самоуправа организира настан игра баскет со локалната, со која што ги промовираме здравите животни навики и спортот како опција во животот и како можност луѓето да градат здрави животни навики. Од една страна, од друга страна, значи тоа е начин како луѓето да повторно излегуваат во природа, како да ги натераме да излегуваат во природа, да се дружат, да се рекреираат, да спортуваат, да споделуваат заеднички моменти од секојдневието. И секако ја искористиме приликата на ова ново изградено игралиште, повеќе наменско спортско игралиште, кое се градеше на поранешното, би рекол, неугледно и до некаде хаварисано игралиште на Средното економско училиште. Преку средства од обезбедени од Агенцијата за млади и спорт, успеавме да изградиме едно прекрасно спортско рекреативно катче за Охригани, заедно со, повторно ќе кажам, значи тоа е инвестиција на Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа со логистичка поддршка на општина Охрид, во која беа вклучени јавните предпријатија, а целокупната административна и урбанистичка документација ја изработи општина Охрид. Со тоа реализиравме еден мощен добар проект, кој што представува континуитет и продолжување на она што ние 4,5 години го инвестиравме во спортската инфраструктура, со изградба на голем број на спортски терени и игралишта. Токму овој терен и на ова место представува реинкарнација на спомените од изгубениот градски полигон, кој што знам дека буди убави спомени кај Охригани, кај оние од постарата генерација, кои што со години и децени наназад другарува, спортува, се рекреира, се организира голем број на спортски манифестации, турнири во кошарка, во мал фудбал. И јас сум убеден дека токму ова место ќе ги пробуди спомените, меѓутоа и убавите сеќавања, меѓутоа и ќе поттикне и инспирират спортскиот дух кај Охригани. И убеден сум дека на овие спортски терени ќе се одржуваат бројни спортски манифестации, рекреативни манифестации, со кои што, повторно ќе кажам, ќе дадат еден поттик и инспирација на младите од Охрид да се занимаваат со спорт, како еден здрав животен правец. Секако дека ќе обезбедат услови за Средното економско училиште, за учениците кои учат во Средното економско училиште, меѓутоа и за сите Охригани, да имаат се повеќе вакви спортски арени и повеќе наменски спортски игралишта и се повеќе да прибегнуваат кон спорт. Во спротива од она што современата индустриализација и технолошкиот развој го направија, да голем број од децата и младината се врзани дома за компјутерите, за техничките помагала, врзани по неколку часови дома со видеоигри, со користење на интернет по бескрај, во несразмерно голем број на сати во слободното време, и се надевам дека ова ќе биде поттик за нив да бидат повеќе надвор и тука на спортските арени, а помалце да се врзани за електронските и технички помагала кои ги поседуваат дома. Така, дали е во план на локалната, дали има некој недореализиран проект од страна на спортот во врска со локалната, она што инвестираше за спортски терени и игралишта, малски? Она што беше договорено и она што беше ветено за граѓаните изградено, и дури изградивме и повеќе спортски арени од она кое што беше ветено во програмата од 2013 година, односно за програмата од 2013 до 2017 година. Можам да кажам дека Охрид во овој момент е град можеби со најголем број, не можам да тврдам, меѓутоа ќе направиме статистика и таа ќе покаже сигурно дека ако не град со најголем број, меѓу градовите со најголем број на спортски арени и најдобра спортска инфраструктура, спремен да организира голем број манифестации и настани, а доказ за тоа беше и неодамна завршениот фудбалски клуб на фудбалската школа на Барселона, на која што и претходија голем број на
подготовки, меѓутоа инспекција од страна на врвни спортисти кои што бараат адекватни услови за спорт и за тренинг, кои што правеа инспекција на сите терени и сите капацитети кои ги поседува локалната самоуправа и самиот избор на Охрид како место за одржување на овој камп на Барселона беше најголемо признание дека тука може дека има одлична спортска инфраструктура, погодна и адекватна за организација на врвни спортски настани. Знаете дека ние во изминатите неколку години, како никој пат досега, организиравме голем број на спортски надпревари, значи светско првенство за кадетки во ракомет, за младинки во европско првенство за младинки во кошарка, организиравме неколку супер купови во ракомет, Final Four во кошарка, така да и ред други настани и манифестации кои што го одбележи овој 4,5 годишен мандат, мислам, кој што претходно веројатно заради неадекватна спортска инфраструктура и кога и би вложиле поголеми напори и поголема посветеност, не би можеле да бидат организирани. Така да се на се можам слободно да констатирам дека локалната самоуправа работеше напорно на изградба на спортска инфраструктура, меѓутоа и поддршка на спортот и организација на спортски настани, а не само во изградба на спортска инфраструктура. Така да следуваат години каде што Охрид ќе може слободно да се рече да биде домаќин на бројни настани во различни спортски дисциплини од меѓународно значење.